Од 34 дури 22 општини не го исполнуваат препорачаниот стандард за зеленило од 25 метри квадратни по глава на жител. Ова го покажува најновиот извештај на Државниот завод за ревизија на тема урбанистичко планирање на зелената инфраструктура во градовите, каде стои дека само 8 општини имаат важечки генерален урбанистички план, додека повеќето работат со застарени или непостоечки планови. Генералните урбанистички планови на 22 општини не го исполнуваат препорачаниот стандард на озеленост од 25 метри квадратни по глава на жител, а зелените површини кои се одржуваат и новоподигнатите зелени површини во корелација со бројот на жители, согласно пописот од 2021 година, укажува дека ниту една општина не го исполнува стандардот утврден во одредбите на член 19 од Законот за урбано зеленило. Ревизорите посочуваат и дека 18 општини немаат донесено годишни програми за одржување на зеленилото, а 59% не инвестирале во нови зелени површини во периодот од 2020 до 2024. Причините за ваквата состојба според извештајот се масовната урбанизација, нефункционална координација меѓу институциите, финансирање на урбанистички планови од приватни субјекти и недоволна инспекциска контрола. Централната и локалната власт нема обезбедено ефикасен мониторинг и контрола, односно неизрекување на глоби спрема прекршителите, како и намалените износи на глобите за прекршоци, придонесува зеленилото да се уништува, да не се одржува и да не се заменува со ново зеленило. Извештајот покажува и дека Министерството за животна средина и просторно планирање не врши надзор над општините во делот на спроведувањето на законските одредби за урбано зеленило и не е обезбедено континуирано следење на состојбите и промените, од причина што годишните извештаи за степенот на спроведување на просторниот план на државата се изработени со нецелосни податоци за фактичката состојба, а во периодот од 2021 до 2024 воопшто не се изработуваат. За надминување на утврдените состојби дадени се препораки со цел преземање на мерки и активности од страна на надлежните институции и одговорни лица за создавање услови со кои ќе се подобри урбанистичкото планирање на зелената инфраструктура во градовите.